Невеста Кртица, чита Александар Станојков. Еден човек сакал да земи за сина си невеста од најголем човек. Се прашал до некого и тој, која беше му чул зборот будалски, за насмеа беше му рекол: пријателе мој, леле си сакал снаа да земиш од најголем човек, да земиш од сонцето, чунти од него нема поголемо. Кога чул тој зборот човекот, го поверувал и се обил едни железни опинци со едно стапче железно, да си отишол кај сонцето. Добро утро, сонце, му рекол. Што чиниш, како си? Дал ти Бог добро, пријателе, сполај Богу сме, ами вие како сте? И го оттурди се и го запраша. Море, што си се мачил, бре, пријателе, олкав пат далечен што си одел за да доиш до мене? Сум се мачил, златно сонце, за со тебе да се сосватам, ако рекол Господ, чунти, јас имам еден син, ти ќе сакам да го женам од најголем човек, да ми рекоа ти, од тебе немало поголем, а ако е кабил, ај дај ми една ќерка. Оф, море, Душко, арно, ти дал една ќерка, туку, јас не сум најголем на векот. Ете, од мене има поголеми, а тие се облаците. Чунти, кога да се раснут едни пати пред мене, јас толку силно да греам и не можам да ја пробијам. Да појди кај нив и од нив земи, му рекло сонцето. Сполајте, златно сонце, што ми кажа. Која така, јас ќе му одам кај облаците. И отишол кај облаците. Добро утро, облаци, што чините? Како сте, здраво живо? Харно сме, сполај Богу, да речеме. Ами ти како си, море? Што си се мачил, бре, човече, до овде? Што сум се мачил, бре, облаци, за Ирлија ишала да бит. Јас барам со голем човек некој што е да се сосватам. Ми рекоа луѓето, најголемо е сонцето, а пак сонцето ме прати кај вас. Море, арно, бре, братко, сполајте за честа што ни ја правиш, туку и од нас има поголем. Ето го ветров. Кога да дувни, не ќе се видиме кој кај ќе ватиме. Да од тоа тамо да појдеш. Сполајте, братко, му рекол. Станал човекот и пошол кај ветрот. Добро утро, ветре. Дал ти Бог добро, човече. Што има нешто, ај рабер? Ишала или ќе бидат? Облаците ме пуштија кај тебе, за да ми дајте една ќерка за сина ми, чунти јас барам најголем човек за да се сосватам, му рекол. Лели бараш, човече, најголем, јас не сум. Најголемет стара на планина, чунти се едно дуам и не можам да ја помрднам, да појди кај неја и сосвати се. Пошол кај стара планина и посакал една ќерка за снаа. А планината му рекла, оти и од неја има поголеми. Тие биле кртоите што ја дупат стара планина. Слегол долу кај кртоите и му рекол: добро утро, кртои, што чините, што правите? Дал ти Бог добро, човече, поели седни. Што има, што нема, кажи. Заватил да му кажуваат со ред, од кај сонцето, да до нив дури дошол. Да ви кажам, бре, кртои, јас сакам да земам невеста од најголем човек и ме пратија кај сонцето. Сонцето ме прати кај облаците. Облаците кај ветрот, ветрот кај стара планина и стара планина кај вас, чунти од вас немало поголеми, да, ако е късмет, ќе ми дајте една девојка за невеста на сина ми. О, тамам, ти еднаш ако не дексаш нас, ние ќе те дексаме два пати. Право ти кажала старава планина за нас, оти од нас поголеми немат, чунти ја дупиме од крај в крај и нема што да ни стори. Да, која така повели свату дома и ишала Ирлија ќе бидат ти човек што ќе барат и тоа ќе си најдит. И влезе тој во куќата, значи во крточињето од кртоите, и го честија многу. Најпосле туку му дотераа кртички моми за да си земи која сакат. Свату, добре ни дошол, повели, одбери си која мома сакаш, му рекоа кртоите. Ватил една кртица врака и ја погледал во лицето дали е лична. Кога гледат, слепа. Вати втора, треќа, четврта, сите слепи. Море, свату,
Што туку и одбираш момите? Ами ли знаеш, оти кој пребира, тој забира? Ја вати си една, која дае, ич, не страши се, за да биди токата, која да ватиш, од слепа послепа ет. Видел, не видел, си ватил една слепа кртица и му ја однесол на сина си за невеста. Кој бара рогои, ќе загубит и уши.